Лјупчо Арцовски. Господин Арцовски, би почнал со вас, бидејќи ова е на некој начин и ваша експертиза. Бевте национален координатор за азил, миграција и визна политика во МНР. Интензивна дипломатска активност, посети на неколку министри за надворешни работи во изминатите денови, колку што не сме имале па за цела година. Така покажува статистиката. Наеднаш Македонија е во фокусот или секој си го бере собственото гајле? Благодарам за поканата да бидам гостин во вашата емисија. Бавејќи се толку години со проблемот на миграцијата, со границите, со илегалната миграција и така натаму, трговијата со луѓе, се тоа еден склоп на работи кои во една држава представуваат навистина голем проблем. За Македонија овој проблем почна минатата година некаде на почетокот, но чинам дека се она што се одвиваше на домашна, внатрешна политичка сцена, како да ги засени сите тие ситуации што ги имавме секојдневно, да се подсетиме, беше прегазен некој мигрант, па група мигранти, па изгубени, па деца, па така натаму. Тоа секако да беше покриено со некој пржино, со некои одоговори, така натаму, така натаму. Сакате да кажете недоволно внимание се посвети на проблемот? Во почетокот, да. Моето, да речам, скромно, еден скромен придонес беше кога на социјалните мрежи објавив дека уште не чинам мај негде дека во моментот треба министрите за надворешни работи на Грција, Македонија, Србија и Унгарија, наговестувајќи го некако тој коридор, како ќе се движат мигрантите, реков дека треба да седнат и веднаш да направат план што ќе се прави. Навистина не може во моментот и не сакав и немав доволно информации за да ја ставам во тој контекст Грција, која е многу битна и најбитна е Турција, од каде што практично доаѓа напливот. Значи Македонија стана нормално со овие посети во центарот на вниманието, паралелно со она што значи интерес за и внатрешните собитија, значи соговорниците на нашите политичари или функционери во Министерството за надворешни работи, вклучувајќи го во некои моменти и председателот на државата дури, кој ги примаше некои од овие министри за надворешни работи, се виде дека тука се концентрирани тие луѓе на две работи, на изборите, но исто така најмногу на миграција. Да, ние ќе ги дискутираме и двете, но прво во фокусот не е миграција. Не. Миграцијата ќе ја дискутираме, бар јас би сакал на тој начин, но без друго мора да се смета на тоа, затоа што сме навикнале во овакви големи ситуации да се од другата страна вагаат и некои други работи. Се сеќавате нафта за храна и така натаму. Завчера слушнавме име во контекст на целата оваа ситуација во Македонија. Значи, не е вкусно кога во една ситуација кога ви е најтешко, уште повеќе ви ја зголемуваат тежината. Така што чинам дека Македонија е заедно со Грција на прагот на тоа што би се рекло влез во Европа сега. Господин амбасадор Арцовски, дали е помината опасност Македонија од транзицијска земја да се претвори сепак од транзитна се извинувам, од транзитна земја да се претвори во земја во која што ќе се градат кампови, особено имајќи предвид дека на ниво на Европска унија се уште немаме усогласен концепт и мали се сигналите дека тоа ќе се случи на самитот утре и задве. Нема прво малку една разлика во мислењата меѓу колегата Ружин и мене, кога реков дека од почетокот не беше Македонија на висината на задачата за која се можеше само да се предпостави од луѓето што ја познаваат оваа материја што ќе се случува. Едноставно тоа беше заборавено. Сега е можеби многу подобро со организирањето на одредени прифатни центри затворени, настапи зима. Сега е веќе сосема поинаква ситуација за жени, деца, болни и така натаму и така натаму.
Имаме ние искуство. 99-та година ние бевме соочени за неколку дена со негде 300-400 ако не се лажам, бегалци после бомбардирањата на Србија од страна. Тогаш јас бев во Атина, се сеќавам дека за една ноќ израелската влада, после мојот разговор со амбасадорот на Израел, бидејќи бев акредитиран во таа земја, рече, нашиот разговор е вечер на седница на владата. Сабалето ме извести дека 4 авиона се спремни да дојдат во Скопје со мобилна болница. Тоа е таа организација која во моментот им треба на луѓето. После 10 дена, после 6 месеци, пола од нив можеби ќе бидат отидени, пола уште поболни и така натаму. Работата е да се реагира во моментот, така што ние сме во моментот транзитна земја, да, точно. Меѓутоа, ако дојде голем наплив кажете, дали ќе ја затвориме или со оружје ќе одбраниме границата? Тоа се тие дилеми кои што сега постојат. И затоа ве прашувам дали е надмината таа опасност. Беше најавено дека ако е потребно ќе бидат изградени и кампови. Камповите ако се изградат, тие не се за да тие живеат и да се настана таму. Тоа е само привремен престој додека се реши нивната дисперзија. Дали ќе одат не знам колку јади во Шведска, во Германија и така натаму. Така се случи и со она што се беше 99-та година Стенковец, Деден 2, некои други кампови кои ја ги посетував со разни како се вика помош од земјите во кои бев акредитиран, видов дека тоа навистина функционираше. Функционираа болници, храна, сето тоа и паралелно, ако добро се сеќам, со големи активности на тогашниот председател и на тогашните функционери, бегалците полека го најдоа својот пат, земите ги префатија, некои се вратија назад и така натаму. Значи, ако падне задачата за Македонија да организира, и Грција ќе организира кампови од таа страна, нема да бидат сите на наша страна. Мора да биде товарот распределен, а ова што го кажа колегата Зеколи, навистина е така, да не очекуваме веднаш некакви страшни активности. За жал, миграцијата како проблем е на неверет веќе од, да речеме, и од пред Втората светска војна, особено после Втората, после 51 година, кога во Женева е направена првата конвенција за миграции. Да, но сега проблемите ни се на маса, па кај нас е многу по актуелно. Господине Зеколи, два спротиставени се концепти. Има, затоа што преска започнав конференции на светско ниво, на ниво на лидери на влади и држави, се организирани многу пати, но на првата што беше во Брисел 2006 година, моја маленкост се представуваше Македонија. Беше на шефови на држави. Никој немаше интерес од Македонија, го изложив на сите функционери врвни во Македонија, дека треба некој да биде таму присутен. Таму ќе бидат лидери, премиери и министри. Еве сега се присутни. И да ви кажам дека дел од овие прашања, ако не и повеќе од ова, беат во резолуциите, претходно во говорите на стотина говорници тамо и приложени говори, и потоа во заклучоците. Тоа беше од земјите од каде што ќе доаѓа миграција, ќе бидат земји кои што спаѓаат во најголемо сиромаштво, се тонати повеќе и не де Боже ако дојде до војни. Што дојде? Тоа се, значи, од Турција нам ни доаѓаат во Европа. Помалку преку Бугарија и преку Романија, а повеќе одат директно на Грција. Сега, во тој контекст треба да ги видиме и релацијата Турција-Грција. Тука се ровити односите меѓу двете земји и не може никој да ме убеди дека Турција не може да го контролира крайбрежјето за секоја вечер да отпловат илјадници, чамци, стотици бродови и така натаму. Не може. Тоа мора да е некако контролирано. Знаете дека во овие мигрантски групи се најдени и мигранти со голем стаж во Турција. Не знаете дали се тие како се едуцирани и зашто се едуцирани. Пакистанци, сомалици и други. Значи не се само од Сирија бегалци. Добро, затоа сега се прави таа селекција. Ама тоа можеше да се прави со искуството што го имаме на оваа сфера и Европа и ние можевме да се пресретнеме уште негде во ијуни. Има едно прашање, мислам... Стварно во едно менгеме.
Грција е ровита, може би ќе има наскоро избори, тие се финансиски скоро да е банкротирана, Турција си ги пушта према Грција и ја отежнува ситуацијата. Замислете сите овие пари да беа лоцирани во Турција, да се направиа тамо кампови привремени да се враќаат и да се смири војната. Тоа е решение, тоа е стратегија. А ова беше со месеци, кога се спомна за прв пат жицата, сите полудеа дека почнаа сите да ставаат жици. Накрај кога рековме и ние дека ќе ставиме жица, не може. Тука ќе правиме кампови. Сакам да кажам дека навистина тоа е точно таа неконзистентност во и спорото решавање. Во Европа споро се решаваат во Унијата одредени прашања кои би требало хитно да се решат. Кога видовме некакви крупни делегации да отидат и да снимаат ситуацијата во Турција, отиде Меркел. Меркел отиде затоа што од Турција е голем партнер на Германија, а во Германија има огромен број на турски семејства. Тоа е сето тоа интерес нејзин, таа да го решава тамо на лице место, ако може да ја ублажи ситуацијата. И нормално, бидејќи и маќа на овие ситуации во Грција од финансиски аспект, и таа сака и незе да заштити дека не може се да биде натовар на значи ние сме негде најсиромашната и најмалечката земја во регионов, која може да биде страшно засегната од огромен број на куќи би останали и така натаму. Како да се тема? Амбасадоре, еврокомисарот Јункер беше, се изменувам, еврокомисарот Хан беше првиот кој што рече дека за Македонија би имало и многу други политички последици доколку застане на страната на сценариото на Вишеградската група, споменувајќи го тука прашањето со името и така натаму. Кои се вашите проценки? Оваа изјава која што ја споменав предходно на председателот Иванов дадена во Прага најде на позитивен одек во Атина? Па знаете, не е прв пат, особено за поголемите сили, би рекол, како Соединетите американски држави, некогаш Русија, да во одреден контекст спомнуваат одредени работи кои доколку земјата би попуштила би биле решени. Затоа го спомнав во Иран, Ирак, проблемите нафта за храна, значи ќе ви даеме храна, ќе ни даете нафта. Кога беше кризата со нафта. Овде е сега, значи, ова можеме да го решаваме, ама вие попуштите тука. Мислам дека е уште еден непристоен предлог или непристојно однесување, независно тоа дали е тоа од Хан или од некој друг, кога прашања кои се во тек, прашања кои се чувствителни, посебно за Република Македонија, која прва е нападната, условно кажано, од соседот за се она што содржи тој проблем, дали е име, идентитет, јазик и така натаму, мислам дека е непримерно во овој момент да се зборува за такви работи и нашата страна би требало веднаш тоа аблок да го каже. Меѓутоа, зборуваме сега веќе за дел на политиката. Не знаеме што е зборувано до сега за тоа. На Хан случајно не му текнало баш вчера околу тоа да го спомне. Значи, некогаш, некаде, во некоја прилика, дали во Брисел, дали во Четири очи, негде е разговарано за тоа. Така што јас би сакал веднаш да го отфрлам како можност нашата страна да тргува со таа работа. Која би требала во овие, барем до вечерва, не знаеме што ќе донесат утрешниот и задутрешниот самит, иако очекувањата не се големи, во моментнава поставеност на ситуацијата. Германија и дел од земите наспроти Вишеградската група. Каде би требал да биде позицијата на Македонија? Чинам дека во овој момент, освен председателот кој се наоѓа тамо, некако другиот дел од македонското политичко милје е концентрирано на она што се случува кај нас. Едноставно, како да не допираат, немаме никакви, јас сум навикнал во некои земји кај што сум живел, кога ќе се нападне земјата одредени точки болни, веднаш се реагира, ноќта има изјава, се прави интервју за бајлето, се прави изјава. Нема, кај нас тоа нема. За ништо нема, едноставно. Ние чекаме дали ќе дојде
некој министер за надворешни работи и тогаш ќе слушнеме нашата страна што ќе каже, некогаш малци и недипломатски околу тоа дали сме газди, дека е власта газда. Власта не е газда во Македонија. Газда е Република Македонија и народот. Многу лош изјава. Имаме ли и зошто досега немало ниту седница на Советот за безбедност, ако многу пати сите говорат дека се огромни и безбедносните предизвици од тоа што може да се случува на таа фамозна кота 59, односно камен 59. Именно тоа сакам да кажам, дека во изминатиот период немаме каде се министрите за труд, социјална политика, каде е министерот за внатрешни работи, каде е премиерот, тој во заминување или сега нови, да кажат, да имате едно интервју врзано за кризата, освен блиц посети и со некакви изјави на министерот за одбрана дека војската на Македонија, ти се колку ли се на број таму, спремна, стои на граница и така натаму и така натаму. Тоа е за обичниот човек малку можеби импонира. Ние што ги гледаме тие ситуации, што сме ги гледале на други места, знаеме тега дека во моментот тоа може да биде распрскано како меурица. Не знаете како може да се реши. Не дај Боже таму да настане некаква експлозија. Експлозија на народ кој ќе почне да трча на сите страни. Како ќе го вратите назад? Како ќе го... Сега веќе со жиците, веќе со коридорот е некако направено. Ма тие луѓе се луѓе, како што кажавме преска. Тие ги притиска железото тука, бодликавата жица. Мора да се направи нешто. Тоа е прашањето на кое што никој... Сепак врзано за медиумите, она што го кажа колегата Зеколи, дека не пројавуваат интерес, во Македонија, да речеме од 2003 година, екзистира Мари центарот. Тоа е центар за миграции и бегалци на регионален центар. Јас бев на формирањето во Хрецег нови на тој центар. Тој центар не слушнавме дека постои. Како ќе слушнеме дека постои, кога никој не бил да ги види? Денеска ме побара еден колега од таму и се договоривме понеделник малце да поразговараме, тек да се видиме. Постои ИОМ, постои Високиот комисариат за бегалци. Зашто до сега не ги повикаа во некакви емисии да ги слушаме тие да зборуваат за кризата, за начинот, за можностите, како ќе биде тоа? Они се на граница. Ја регистрираат ситуацијата, гледаат колку пари се троши. Барем во ова студио беше и представникот на УНХЦР и често ја дебатираме оваа тема. Следното прашање ми е колку мигрантската криза ќе влијае на разрешницата на политичката криза со која што се соочуваме дома и односно колку сега со ова кокетирање малку со Вишеградската група, малку со другиве земји, партииве, особено власта се обидува да добие поддршка од дел од структурите во Брисел. Преска го кажавме тоа дека доколку почнат да се формираат, кампови и тие почнат да се полнат, тоа нема да биде само локален проблем. Тоа ќе биде проблем кој ќе се шири прво во регионот на Гевгелиско и веќе гледаме дека е настанат еден хаос во тој нивни транспорт, во тие нивни услуги. Борбата е која фирма колку бегалци ќе обслужи, ќе ги пренесе, ќе им земе пари, продавање на доминира некогаш и профитот над пред хуманата димензија. Видите, најстрашната работа е дека кога има миграција, со миграцијата одат болести, трговија со луѓе, крадење на деца, се тоа проблеми кои се придружени и се наоѓаат во тој речник на зборови кои се потребуваат од овој вокабулар околу миграцијата. Секој има своја тежина голема. Ние, ако се соочиме со тоа што го кажа некој од министрите многу децидно дека ќе биде тоа. Ако кажеме ќе биде отварање
Тоа го кажа австрискиот министер. австрискиот. Меѓутоа, одговорот, колку е одржлив одговорот на македонската страна? И денеска има исто така демант од кабинетот на председателот дека не доаѓа во предвид во Македонија да се градат кампови за подолг предстој и ја имаме изјавата на шефот на дипломатијата Поповски кој вели дека низ Македонија ќе поминат толку луѓе колку што ќе можат да примат европските земји. Колку таа стратегија е одржлива или навистина треба да се размислува и во друг правец? Тоа се сега одговори адхок дадени заради политичката ситуација. Тоа што го кажува едниот дека нема да видат, што вика нема да видат за подолг период. Значи ќе бидат изградени. Значи тоа што го кажа австрискиот е точно. Само ние тоа го облажуваме. Не е чашата полупразна, него е полуполна и така натаму и така натаму. И сега кај народот е убаво тоа делува председателот, кажува дека нема, никој не го слушува на за подолг период. За подолг период, кој може да го ограничи периодот? Кажете ми како ќе го ограничат? Ако сите земји ги затворат границите, ќе останат во Македонија. И како што ќе им кажеме? Се ќе вратите во Грција. И Грција ќе рече не ги примаме. И понатаму тогаш сме готово. Сега веќе имаме еден, се појавува и првиот проблем, денеска над 200 од оние економски мигранти кои што не добија азил се вратени во Хрватска, Хрватите ги вратија во Србија, Србија вели сега ние ќе ги вратиме во земјата од каде што влегува, значи Македонија би требало да ги врати во Грција и сега влегуваме во таа една. Видите, тоа е врзано за реадмисијата. Земјите имаат подпишано договори за реадмисија. Меѓутоа, овде немаме Шенген веќе. Овде немаме веќе ништо од она што значи граница на затворена на унијата на Шенген и така натаму и внатре без проблемно патување. Немојте. Тоа е смешно. Тоа е смешно. И ние кои ќе дојдат кај нас, ние кај ќе ги пратиме во Грција. Хан во чинам на последниот негов престој ја спомна миграцијската криза и проблемот со кој може да се соочи Македонија од безбедносен и така натаму. Значи тука го даде тој, што би рекол, стресот. Сега го спомна името. Последна вест од кога тоа што се случи на терен со јавното обвинителство, со сослушување едно друго, Хан не доаѓа бидејќи на сите социјални мрежи и тој Ваховото беше нападнат и од поранешниот премиер на некои со жените, некои собери и така натаму. Отворени закани. Што значи дека тие едноставно Ваховото си ја работата и мора да заврши. А Хан ќе ги вика да дојдат во Брисел. Што значи дека веќе миграцијската криза не му е толку колку му е ова сега другото најважно да се вратат со таа задача што ќе биде во Брисел дадена не од Хан. Таму ќе биде се знае како имаат фантастичен механизам за носење на фантастични формулации. Тоа ќе биде и последното прашање Влегуваме во последните 5 минути од вечерашната топ тема. Господин Арсовски би го почнал овој завршен крг со вас и прашање околу домашната криза. Очекуваме во петок амбасадорите на ЕУ и САД да го објават извештајот за исполнетоста или неисполнетоста на условите за избори. Со сето дипломатско искуство што го имате, што проценувате? Ќе имаме ли отворена порака или ќе има некоја завиткана дипломатска формулација која ќе остави простор македонските лидери сами да ја толкуваат? Да, што веќе спомнав дека и големите сили и посебно во европските лавринти имаат експерти кои ќе ја точно направат формулацијата која ќе значи едно и друго и трето и така натаму и така натаму. Меѓутоа ние сме во моментот соочени бар последни денови со 3 факти. Првиот факт е дека избирачкиот список допрва од денеска ли ќе почне соопшти ДИК. А ДИК треба во петок да каже, како што кажа странците, ДИК ќе каже дали ќе има избори или не. А тие не се почнати, денеска ќе почнат или утре ќе почнат со чистење и со уредување. Број 2. Судирот во судството излезе сега веќе на виделина, што би се рекло ашиѓаре. Се гледа. Имате судски совет, председателот ја куди. Советите од страна и пораките се оставете ја да работи. Не се не остава да работи. Преседание
дека до сега сосема поинаку се постапувало со еден што ќе украде кебапчиња, а овде имаме некакви случаи за кои не знаеме што се било, знаеме преку снимките, така натаму и така натаму. Значи, и третата работа е што одредени случувања во судството, во тој друг круг и така натаму, веќе навиделина е дека сето тоа, значи, што било дадено како задача од ПРИБЕ или од Европската унија повеќе пати во сите извештаи. Очекувате Орев и Пели да бидат директни? Па тие рекоа, оставете, а не ја оставија. Рекоа да се средат медумите, не се средија. Рекоа ДИК да го средува списокот, не е среден. Па се ако кажат на сето тоа дека сето тоа е добро и треба да има избори, па е тоа. Рочин, сосема кратко, која е вашата процена? За да не се повторам.